Пред малку овде главната врата, влезната врата на МИТ универзитетот ја затворија, имаше полициско обезбедување, полициски специјалци кои што пред малку заминаа, доколку се подготвени ги гледаме оние инсерти кои што пред малку ги направивме, како две лица во цивилка, значи уште неколку полициски специјалци излегоа од овде. Значи имаше силно полициско обезбедување, меѓутоа до пред малку тие го напуштија МИТ универзитетот, каде што ги затворија главните влезните врати. За сега она што го имаме е како неофицијална информација е дека е спроведена голема полициска акција во однос на расчистување на незаконско работење во високото образование, полициска акција под кодно име Еразмус 2. Информацијата ја потврдија и од Министерството за внатрешни работи и од Скопското јавно обвинителство, но повеќе и официјални информации најавуваат за во текот на утрешниот ден. За сега она што го имаме се само неофицијални информации. Според тие неофицијални информации со кои што располагаме е дека се извршени претреси на 4 локации, односно на 3 локации во Скопје и една локација во Македонски Брод, и сите се во насока за обезбедување на докази за незаконско работење на МИТ универзитетот. Од тие 4 локации, значи, претресени се поточно 7 места, при што се најдени 2 индекси, од кои еден на турски студент запишан на дентална медицина, зашто МИТ универзитетот немал работна дозвола. Исто така во една од канцелариите било пронајдени и списоци на студенти запишани на стоматологија и физиотерапија, за кои што исто така МИТ универзитетот немал дозвола. Информацијата која што имаме од Управата за јавни приходи е дека се отворени налози за 3 фирми поврзани со МИТ универзитетот, и при што се врши и проценка, а проценка врши и просветниот инспекторат. Го контактиравме и Скопското јавно обвинителство, од каде што вела дека по наредба на основното јавно обвинителство и судија на претходна постапка се врши претрес со цел одземање на релевантна документација и други предмети кои можат да послужат како доказен материјал. Тоа е за сега ните, значи, што го вела тоа да Скопското јавно обвинителство официјално, меѓутоа, како што кажав, повеќе информации околу целиот случај кој што е во насока на расчистување на незаконско работење во високото образование најавуваат за утре и од Скопското обвинителство, но и од Министерството за внатрешни работи.